Добар ден, јас сум Наташа Најдовска-Кочовска, професорка по спортска психологија, психологија и педагогија во ДСУ Спортска академија БИК. Денес ќе работиме една доста интересна лекција за спортската психологија. Психологијата на спортот како посебна научна дисциплина е насловот на денешната лекција. Прво да видиме како е дефинирана спортската психологија и која дефиниција е најприфатена на нашите простори. Таа е дефинирана како научна дисциплина за однесувањето, за афектите и за когнитивните реакции во спорт. Таа го проучува психичкиот живот на спортистите во услови на спортска активност. Всушност, психичкиот живот представува психички процеси, психички особини и психички состојби кај спортистот. Спортската психологија се занимава и со психолошка подготовка на спортистите, со психосоцијална динамика на спортската група, методи на психолошка подготовка за време, пред и после надпревар, особини на успешен спортски тренер и уште многу други работи важни за спортскиот успех. Како второ поглавје е историја на психологијата на спортот или раните почетоци, кога почнала да се одделува спортската психологија од општата психологија. Спортската психологија е релативно млада психолошка дисциплина, бидејќи од една страна за неа се зборува уште со првите олимписки игри за потребата од неа, но од друга страна истражувачите започнале со научни испитувања дури при крајот на 19 век. Спортската психологија во светот најголем развој достигнува од 1965 до 1968 година. Во Рим е одржан првиот меѓународен конгрес на спортски психолози во 1965 година, тогаш е исто основано и првото меѓународно здружение на спортските психолози. За нас е многу важно да кажеме дека од осамостојувањето на нашата земја, спортската психологија има значителен напредок како теоретска и апликативна дисциплина, и тоа во различни спортови. Како трето поглавје го започнуваме теоретското и практичното значење на спортската психологија, тоест вие како идни спортисти да сватите колку е важна оваа дисциплина и колку е потребна психолошката помош на една екипа, како тимски, така и индивидуално. Значи, постојат и теоретско и практично значење. Прво да го разгледаме теоретското значење на психологијата во спортот, е всушност откривање на карактеристиките и законитостите при јавување на поодделни психички појави, како и условите на нивно јавување и проширување на знањата за нив. Или накратко кажано, одговор на 3 прашања. Прво, што? Опишување на психичките појави, или да се констатира што точно се јавува. Второто прашање е како? Објаснување на формирањето на психичките појави и нивното одвивање, тоест како се одвиваат настаните. Третото прашање е зошто? Откривање на причините за психичките појави и објаснување на однесување. Овие главни 3 прашања, што, како и зошто, што се јавува, како се јавува и зошто се јавува, се олеснителна околност за решавање на каква и да било проблематика. Зашто кога веќе ние сме констатирали што се појавува, како и ги откривме причините за некоја проблематика, ние многу подобро и многу полесно можеме да работиме на исто. Второто е практичното значење, нели освен теоретското значење, и практичното значење на психологијата, тоест примената на резултатите од психолошките истражувања во областа на спортот со цел постигнување врвни спортски резултати. Кога имаме причината, полесно се наоѓа решение за проблематиката.
Психичкиот живот на човекот е главната работа на изучување на психологијата, а психичкиот живот на спортистот е фактички главната работа со која што се занимава спортската психологија. Психичкиот живот на човекот е составен од психички појави, кои што се поделени во три групи: психички процеси, психички особини и психички состојби. Сега ќе поставиме еден пример за ваше подобро разбирање. Замислете си ситуација кога одите на тренинг и се обидувате да научите некоја нова техника или вештина, што представува процес учење. На твојата поголема продуктивност има големо влијание твојата моментална состојба, внимание, растејаност и слично. И особините, карактер и темперамент имаат влијание врз самиот процес на учење. Шема за подобро разбирање. Сега, значи, овој пример ќе го поставиме на шема. Процес, особина, состојба. Сите овие три работи си влијаат една на друга. Велиме дека процес е учењето, затоа што секоја нова информација, фактички кога ти сакаш да научиш некоја техника, во твојот организам се случува некаков процес. На тој процес има големо влијание твојата особина, карактер, темперамент. Сигурно ќе се сложите со мене дека не сите на ист начин учиме. Некои се поупорни, некои не се толку упорни. Некои разбират од еднаш, некои треба 10 пати да ја повторат вежбата. Исто така, во самиот процес на учење, големо влијание игра и состојбата. Замор, одмор, внимание, растејаност. Значи, оваа шема ви е поставена за пред да одите на тренинг или да се спремате на надпревар, да размислите каква е вашата состојба. Дали сте доволно јадени, дали сте доволно одморени, се со цел да биде поголема продуктивност и да сте повеќе задоволни од она што го очекувате. Сега продолжуваме на психички процеси. Психичкиот процес е всушност учењето или врската меѓу човекот со средината, тоест дразбите и информациите кои човекот ги прима од средината, па интелектуално ги обработува и дава соодветен одговор. Значи, како што напоменавме дека сите сме различни и сите на различен начин тие дразби ги обработуваме и сите различно даваме одговор. Заради тоа велиме дека постојат сознајни процеси, учење, помнење, мислење и говор и емоционални процеси, начинот на кој што ние реагираме. Процесите на мотивацијата и на волјата, кои всушност се двигатели на човековите активности. Мотивацијата, колку е поголема, толку процесот е побрзо завршен. Волјата исто така. Психичките особини само ќе ги наброиме и ќе ја поставиме една вежба. Темперамент, карактер, способност, интереси, ставови и други слични особини на личност. Теоретски, особините се релативно трајни карактеристики на поединецот, кои доаѓаат до израз при реакциите и однесувањето на луѓе. Вежба задача. Размисли кои се твоите особини кои мислиш дека се добри и те водат кон патот на успешен спортист. Оваа вежба ја постави заради тоа што од моето лично искуство знам дека, например, доколку се работи за две деца на иста возраст, примерни деца, едното е спортист, другото не е спортист, например, учи музичко или медицинско, меѓу нив има разлика во самото однесување. Значи, ова е моје лично искуство. Затоа сакам вие лично да размислите кои се вашите особини, кои што мислите дека ве водат кон патот на успехот. Што вие поседувате во вас како особина на темперамент, на карактер, на интерес, што точно ве влечи спортот да биде вашата визија за војка.
Психички состојби. Доста важни, како што кажавме на шемата. И тие ќе ги наброиме. Значи, замор, монотонија, внимание, емоционална возбуда. Овие ќе ги наброиме за да самите размислите. Што значи замор, што значи одмор, што значи монотонија, внимание, рассеаност, емоционална возбуденост или стабилност. Вежба задача. Размисли и замисли. Кога ти лично би бил попродуктивен за напред? Кога чувствуваш замор или кога си одморен? Кога си рассеан или кога играш со внимание? Размисли зашто ова би било клучот на успехот на еден начин. Се надевам дека преку разработените шеми ќе ги разберете овие три работи кои што се клучни за психичкиот живот на спортисти. Сега продолжуваме со практични задачи на спортската психологија. Практичните задачи на спортската психологија е примена на теоретските сознанија со цел насочување, потврдување, развивање и промена на некои особини на личноста спортист. Се со цел создавање на успешни спортисти кои ќе поседуваат релевантни психолошки особини. Значи, велиме дека човекот учи додека е жив. Велиме насочување, потврдување на некоја позитивна особина, развивање на истата, меѓутоа има тука и промена на некои особини на личност. Значи, сите ние имаме нешто што треба да го промениме, да го зацврстиме во нас, за да станеме професионалци. Тоа е во секоја професија, а главно и во спортот. Емоционалната стабилност и емоционалната самоконтрола. Многу често знае да се каже дека емоционалната стабилност е всушност природна селекција за успех во спорт. Техниката, вештината, брзината на трчање е од една страна важна за успехот, меѓутоа вашето лично емоционално реагирање во различни ситуации е она што ве води кон успех, затоа што спортот, без разлика за која дисциплина да станува збор, е доста стресна професија, доколку се работи за врвен спорт, не рекреативен. Оптималната анксиозност е исто така важна, оптималната мотивација, надпреварувачката агресивност. Надпреварувачката агресивност е да се направи разграничување од она пожелна агресивност, да се разграничи пожелната надпреварувачка агресивност од онаа другата, која што најмалце треба да се сретни на спортските терени. Тоа ќе го учиме понатаму во предметот спортска психологија. Поголемата самодоверба, сигурноста, која што е важен дел од успехот. Изразена потреба за доминација и постигнување, и тоа се во контекст на здрави личности и врвен резултат, како и подобрување на комуникацијата и односите во екипата или тимот, и поголема лична организација и тимска организација. Нели, една од клучните работи за успех на тимските спортови е добра кохезија или добар тим со здрави, добри односи. Сето ова е за поголем успех во спорт. Значи, за крај поставуваме една вежба задача, размисли кои особини треба да ги намалиш или подобриш за да станеш подобар спортист. Може би треба 2 пати да го разгледаш истото видео, за цело ова да ти стане многу јасно. Се надевам дека беше интересно и дека ќе размислиш за она што те прави подобар и за она што те разликува од другите, се со цел да станеш врвен фудбалер или спортист.